Благодарам, колега. Колешке, добро е тоа што ќе дадете поддршка и да, вие имавте амандман за клучка, меѓутоа јас да спомнам еве за јавноста дека досега не сум била ниту член, ниту заменик член на Комисијата за финансирање и буџет и не сум имала можност тука да дадам поддршка, да гласам за, а за буџетот на пленарна седница секогаш сум давала поддршка. Но знаеме дека буџетот за да дојде на пленарна, тоа што тука се изгласа, тоа што тука се даде поддршка и така оди и на пленарна седница понатаму. Овие луѓе навистина заслужуваат да имаат клучка, исто како што и луѓето од спротивната страна, од населените места Покрајчево и Јаргулица, кои што и тие немаат клучка каде да се приклучат на тој пат, мораат да, ако одат према Струмица, да патуваат преку Злеово, таму да се приклучат, но ако одат за Скопје, пак да одат преку Радовиш и од таму да се приклучат. Но, добро би било да интервенирате надвор од тие 7 километри што ќе се прави реконструкција, како што рековте, на колку ве разбрав, на новиот пат, барем фазно да се започне со изработка и на овој дел и на оваа делница од стариот пат. Барем делот таму каде што е коцката, каде што коцката е извадена. Еве, ве разбирам, нема доволно средства во буџетот, иако е најголем буџет оваа година, меѓутоа да интервенирате, вие сте дел од власта, барем онаму каде што коцката е извадена или каде што е коцката, да може да бидат побезбедни и да може да на некој начин еве се отпочне барем по фази да се прави реконструкција и на оваа делница од овој патен правец. Благодарам.